По однос на прашањето за бракот, би сакал неколку работи да споменам. Прво, постои широк општествен консензус. Второ, постои широк политички консензус. Трето, постои широк граѓански консензус. Над 90-95% од граѓаните на Република Македонија во овој момент ценат дека бракот треба да биде заедница помеѓу еден маж и една жена. Постојат и други мислења, но 90-95% од граѓаните мислат вака. И тоа ова е тема за која што нема етничка поделба и нема верска поделба. Сите еднакво мислиме, но тоа е плод на традицијата која што ја носиме и која што треба да ја негуваме и треба да ја почитуваме. Европа не е пакет на либерални вредности. Европа е шаренило од вредности. Значи, во Европа има и либерални движења, но има и конзервативни движења. Има прогресивни, но има и традиционални движења. Влезот на Македонија во Европската унија и чекорењето на Македонија кон Европската унија не значи откажување од нашите традиции, не значи откажување од нашите вредности, кои што се семејни, кои што се врз база на бракот, кои што се врз база на верските вредности, врз база на соживотот во Македонија и така натака. Затоа, ценам дека регулацијата на ова прашање во Уставот ќе значи гаранција дека, за да се промени ова прашање, нема да треба мал консензус, туку повторно ќе треба голем консензус. Можеби по 20, 30, 40 години. Во Македонија во мнозинство ќе бидат граѓаните кои што ќе размислуваат различно, но заради сензибилитетот на ова прашање, тие што ќе размислуваат различно од нас денеска, ќе треба исто така да обезбедат широк општествен, верски и етнички консензус. Ако се случи тоа некогаш во Македонија, нека им е со среќа на тие идни генерации, но во овој момент овие генерации врз база на овие вредности, врз база на овие религиски традиции, ценат дека ова прашање треба вака да биде регулиран. Не се согласувам и со бракот. За мене бракот само на една жена и маж е нешто свето, но истовремено ја провоцираме Европа која сакаме да пристапиме, ова да не биде провокација за Европа.